Драги мои пријатели и пријателки, добро вечер и добре дојавте во уште едно издание. Јади бурек на ТВ Сонце. Се надевам дека ве имам во добро расположение. Јанко Илгози ги уредни ги воде да шолте, што да ти кажам, да собречеш кондурите искри од петиците. Се надевам дека ве наоѓам во добро расположение. Залади малку деноиве, што и не е така лоша, ама не ја задржа малку таа температура под минус, колку да утепа ова гливично, гобично, комарциве и сите останати, оние малку. Или па држи го над 15 и не го спуштај под тоа, па да се навикнеме конечно на глобалното затоплување ни на небо, ни на земја. Океј, драги мои пријатели и пријателки, после подолго време ги отварам телефоните за вашите јавувања. Јас знам дека сте навикнати на некои други телевизии кои редовно секој ден ви даваат простор во исто време, кога и да вклучите, вие знаете дека можете да се вклучите таму. Нивните водители се коректни, ви дозволуваат на повеќето од вас да се јавите, секако за да се заштитат себе, својот углед и квалитетот на емисијата. Повеќето од редовните гледачи кои се јавуваат кај мене, они ги имаат избанирано, што навистина им ја освежува емисијата, ама ја останувам идиот као што сум луд, глуп и преубав и препаметен, па им дозволувам на сите. Секако редовните гледачи, за жал или за среќа, ќе имаат простор во оваа емисија, како и секој. Да се види кај мрсното, не тај кадар, бе. Тој кадар требаше да го држиш цело време. Видиш, само вака ќе ми ја дадеш. Вака видовме Шварценегер како влезе згоден дечко, целиот набилдан, со сива тренерка, па што се оцртува од тоа. До која ќе ме учам? Како се прават деца, бе? Тато ќе го учите. Што е? Ништо ми дужеше 200 марки човекот и еве сега ми ги исплатуе. 200 марки. Види, прав Парајлија, знаеш ли што прави овој момент? Нели? Луѓето сега, бидејќи ова е скапа работа, 15 денари, брат, сега бака прават. Дај ги телефоните за јавување. Ги отвараме телефоните за вашите јавувања. Жена ми не поднесува кога и шушкам со кеса. И можеш да ме замислиш само. Само да ја спакувам, завршувам. До првата пегла дур не летне по мене и после тама. Прав Парајлија, шо прави сега? Седнуј у кафана, нели обично вадиш мобилката, фрлаш. Вадиш малборката, зипото или дупонот златен, ако е веќе погледнуеш у Ролексот и ово она. Али сега прав фрајер, ова го прави. Ќе ви извадам од памет, нема да направам вакво нешто, тама работа, нешто би личело по оваа високо професионална емисија. Добро, имаме гледач. Океј, телефоните ги отвараме за вашите јавувања, имаме повеќе теми, го ја најавив тоа на Facebook, очигледно фейсбуковци имам и кои ја следат емисијата, па им посакувам добро вечер, добре дојдовте да видиме за кои теми вечер ќе разговараме кај нас. Добро вечер. Добро вечер. Дај, добро вечер, да, ве слушам и во слушалка, повелете. Поздрав Јанко до тебе, поздрав до сите гледачи. Ова бурна недела, да не знае човек од која страна да почне и за која тема. Вака, првин да изгразам големо сочувство до семејствата на починатите со враќајката во Бугарија. И таа собраќајка изгледа ќе биде голема мистерија. Ја не знам, нашите јавни обвинители и Рушковска и Јоевски беа тамо, почнаа некои работи да кажуваат,
бугариве едно кажуваат, они друго, видоа дека не иде работата, па се повлекоа. Не знам што ти искочи тамо, ама мене ми мириса на мештајка. Ке си биде виновен тој што го нема, што си почина, шоферот бил крив, овој бил крив, и па нема да има одговорни, кој да одговара за тоа. По мене, виновна е недобрата сигнализација и на многу лошо место направено исклучување паркинг, каде што отпочна целата таа трагедија. А најголема загонетка ќе биде како можеше толку брзо да изгори целиот автобус. Стручњаци кажува, имаме случаи во градот и автобуси што се палеа. Тоа има време да искочат да се спасат луѓето. Тоа исто како модуларна на болница за 2 минути, 3 човече, катастрофа. Не знам што да кажам, Јанко, вамо ќе го направат шоферот виновен. А во болницава да имаше шофер и него ќе го направија пак виновен. И тамо шофер. Ама бидејќи тамо немаше шофер, го направија кабелот дека е виновен. Извини, дали ја гледаше емисијата со Ленин Јовановски, председателот на Сдруженијето на приватни автопревозници? Ја гледав и он многу убаво објасни и кажа. И затоа од после емисијата јас сепак си мислам дека е нешто се десило во тој транспорт или од тој морало да има нешто што може потикнало таа наеднаш голем пожар. Не може тоа да се запали одеднаш од тие пластики, од сунгерасти седишта или не знам тамо. Има време тоа скоро од кај што ќе се запали, па може да искочат луѓе и да се спасат. Само што прочитав една вест, не можам да ја потврдам, вели ги нема таблиците од автобусот. Па нели спомнаа нешто бил регистриран во купен, не знам во кој град во Македонија, бил со лиценца за превоз, значи 35 патника, после у Скопје го пререгистрирале, го направиле за плюс уште 10 патника, ако е точно тоа. Значи уште тоа ти кажува сомнеш дека уште тога се правеле малверзации, а нашите државни институции да си ќутат и да не реагираат. Океј, ајде да те прашам на оваа тема уште едно прашање, ако некој друг збори, вас ќе ве прашам. Значи, ме интересира, шпекулирај. Еве, седиш и си правиш муабет, најсулуд муабет и викаш НЛО е, тероризам е, заради ова и заради она. Што, значи, не мораш да бидеш точен, не мораш да бидеш прецизен, едноставно ме интересира што мислиш дека во суштина се случило. Без оглед дали е точно тоа или не. Можеш ли така слободно да си кажеш, мисли, као да никој нема да ти мери дали си бил во право или не? Але не можам да верувам да е тероризам, ние сме никој ништо на Балканот тероризам. Ја мислам дека нешто се превезувало што не треба да се превезе, кое што стварало голема топлина или големо брзо палење или испуштање на дим, како што кажуваат бугарските истражители, дека луѓето први се задушиле и не можеле више да се движат и после изгореле. И што мислиш, што било тоа? Па, кај да знаеш, некоја хемикалија шверцале, све се шверца по овие наши автобуси од Турција, вамо тамо. Тодам што да ти кажам, ние во Македонија станавме најголемото држава за производство на дрога. И ништо чудно да се нешто носело, некоја хемикалија која што можело да го направи тоа. Не може автобусот од нафта да се запали. Нафта јас сум палел и дома и знам дека таа не може ни да се запали, ако не да ставиш бензин па да е ова. Мене, знаеш, што ми беше несомнително. Значи, воопшто не навлегува во темата, но откако овие ботови, кои се, да речам, нели, гласнозборници од шарените за, нели, кои држат само една страна на шарените и така натаму, почнаа да објаснуваат дека, нели,
При ударот во банкината, таа металната ограда, се кинат овие, како се викаат, резервоарите, почне нафта да тече, од искрењето нафтата почнува брзо да испарува и сето тоа многу брзо и се запалува и сите изгоруваат, што е објаснување, но од друга страна збори, зошто изрипаа толку брзо да бранат нешто што не ни знаеме што е обвинителство. Значи, они приемтив нешто како да не се спречи некоја теорија која ќе води. И сега мене, значи, знаеш, онака сега джандарски размишлям, ако ово изрипал, ничим изазван, да брани нешто, значи, сомнежот е, како вика Шерлок Холмс, кога се можно ќе се отстрани како причина, тогаш останува невозможното. И се фокусираш на невозможното. И сега што е невозможното? Невозможното е она што првин го негира. Дека имало суровина за превоз или бензин бил, и најпрост шверц со бензин, заради ефтиниот бензин, или хемикалија, киселини за производство на некаква опојна дрога или нешто сосема друго. Јанко, Да. значи вака сега. Јас зашто се сомневам во тоа дека нешто се превезувало? Знаеш зашто? Зашто првиот ден, одма после сообраќајката, искочи Лушковска и кажа: еве го до мене собственикот на ДЕСА и ми потврди дека не се шверцувало бензин. Никој не спомна за шверцување, ниту бугарите не спомна, ниту ова. Они одма почнаа со бранење. Се штом браниш, значи нешто мириса тука. Ама чекај, како можеш да браниш на нечија изјава? Значи, кога идеш на место на злостор, ти собираш изјави, ама заклучокот него, види, комшијата рече не, идеме спрема комшијата. Не, земаш примероци од тлото, дали имало горење, дали имало саѓи од нафта, дали ова, па врз основа на тоа пред суд искача со такво нешто. А ја и на Ленин му го кажав неколку пати. Дали примети дека ние оној со случајот Ласкарци со автобусот се уште судски не е решен? Дали тоа го знаете, почитувани гледачи? Вака, значи, они уште одма првиот ден почнаа да се бранат, не е тоа, не е ова. И ти си во право. Значи, ти си во право, ти кажеш дека никој не треба да кажеш констатацијата и заклучокот, се опрем да испиташ, па да видиш тоа не е тока лесно. Они првиот ден одма кажа: а, не се шверцало нам. И се сака, ако не се шверцало нам, што се шверцало? Значи, по мене, значи, јас не сум некој стручњак, ама по мене, мислам дека 100% се превезувале некоја опасна материја, запалива која што ствара брзо температура или горење, гарант е тоа, по мене. А они ќе си кажат што е, како е, ако не го заташкаат. И уште еднаш само, уште еднаш само ќе кажам, Ленин кажа, господинот Јовановски кажа, вика, сум видел автобуси како горат. Гореле автобуси, ама ти за олку кратко време да изгорат, да погинат толку многу луѓе, тоа е единствено како на филм која ќе погоди Першинг. Ти текнува ракета, бом, и нема време. Значи, они се гушеле, да се угушиш, пак ти треба 5 до 10 секунди. Воздух да земеш. Значи, пак имало неколку секунди. Човек инстинктивно адреналин го пука, ќе се мрдне. Луѓето биле задушени на лице место. Што се случило во милисекунда? До толку да нема. Милион несреќи имало со автобуси и се палеле автобуси. Олку да изгорат нема. И зошто ми забошотуваат? Имам чувство, значи имам многу лошо чувство, имам мачнина дека се забошотува, нешто се преќутува. И мислев дека, барем ако ништо друго, како за Ласкарци, нели, ќе се одоговлечува сега судењево, дека еве во Бугарија па побрзо ќе дознаеме. Кога гледаме и бугарите си легнаа на брашно и они... Значи, да, парата сек дека буши. Јанко,
Абе, јас нема бе прво толку тероризам- пара, ама не ме зезај бе. Абе, не се милиарди во прашање, овде се за 20, 30, 50, 100 илјади. Не може да има толка шверц на толку многу, па и да кажеш, па еве чист кокаин, да не знам, бил запалив и така натаму 1 тона кокаин. Па нема толкова вредност да му се не види цела една, две држави да се искорумпираат. Стварно е надвор од памет. Извини. Автобусот преку 200 пати поминал, преку 200 пати е пуштен автобусот да помине без да го пуштат. Не смел уопште да го пуштат, немал дозвола за меѓународен транспорт, они 200 пати го пуштило. Тоа ти е организиран криминал, бе, тоа си било поврзано и си терале, бе. Значи, и тоа, што викаш, носеле сега малце, заутре малце, тоа секој дневно се носело, бе. Ајде да не збориме. Терористички напад не може да биде. Терористички напад ако имало бомба, ќе експлодирало и пријатно. Ова било нешто запалено, кое што димело, кое што ги угушило луѓето и немале више тие спас. Да немало дим, да било само пожар. Ќе бегале луѓе, но ќе се движеле низ автобус еден врз друг, ќе кршеле, ќе излеголе. Они во моментот сите се угушили, паднале више, не може да се спаси. Терористички напад не е, они бомба ќе стават, пријатно со здраве. Да баталиме тоа, више се нервирам, да свртиме тема, сепак многу жално, тажно, не знам што да кажам. Али секој чудо за 3 дена. Така болницата во Тетово се, ево, никој ниту збори, ниту ова, ниту оставка, ниту одговорност, ништо се затаска. Абе, не си младо дете, знаеш, малце еве ке позбориме пошироко, прв си, и затоа што на првите секогаш им давам повеќе додека да почнат телефоните да ево. Абе, не така одамна, кога имаше некоја голема афера, абе тоа долго време се седеше. Како дојдовме за 3 дена, заборавивме промена на име, гласање на 8-те пратеници, Боки 13, Катица Јанева, Рашковски, Машковски, болницата, продужниот кабел. Абе, 300 работи се испослучија, 3 дена кај народов трае. Еве телефони отварам, јас стварно немам нерви, затоа што, знаеш, после 2-3 дена и веќе спласнува, а што се вика, телата на луѓето не се оладиле, темата веќе се заборава. Што се случува, бе, човек? Што се случува, не знам што да ти кажам, ова е, само Господ може да не спаси овие што се на власт, некако да заспиеме, сабале кој ќе станеме да ги нема. Само така, да ги, знаеш вака, да испарат, да се спасиме, не знам, ова све полошо и полошо. Ја не знам, слушам, еве гледам, луѓе купуваат агрегатори, купуваат ова, они знаат, вика, слушај, ќе биде катастрофа. Ја како што имам информација се колку е точно, не знам, по некои институции државни каде што немаат агрегат за цела зграда, слушам дека набавувале агрегатори, ваljda ќе има некои рестрикции па за да може да работат компјутерите или било што тамо. Не знам, ова е многу лошо, катастрофа. Само лоши работи последниве 3-4 години, тоа не знам што да ти кажам. Судството не функционира, бе, човече. Не функционира. Рашков си се шета, убива луѓе по улици, нито го па плюс барал адвокатот да го отпуштат условно, човече, боди. Ајде, не, молим, ништо не функционира. Тоа ти кажам, ја не знам. Ја ти кажав и прошиот пат дека нема да дојде нова влада додека не биде премиер албанец, мора да биде. Заев мора да го исповеде тоа, да го испорача. И ќе видиш, еве алтернатива ќе направат, ќе договорат, ќе платат, ќе купат, како што вика Таравари, 100% и на нив им нуделе пари. Значи, ја не го зборам тоа, пратеник, градоначалник го збори дека од неговата партија некоја пратеничка сакале да ја купат. Значи, што знам, ова е лудница. И сега ни не замачкуваат очи со некој кеси, човече, боди 15 дена. Ајде, тоа е актуелно да скренеме внимание од други некои побитни работи. Па ги гледам на Facebook, пишуваат, критикуваат, како да е тоа најбитно во животот 15 денари кеси. Човече, вака бука немаше за промена на името колку за кесиве, човече. Што покажува? Народов само да не го пипнеш по джеп, ништо друго. Све друго помине. Тоа сакам да ти кажам, бе, Јанко. Але не знам, овој народ, ја, што мисли, бе?
Ама, види, тактичка варијанта сега, значи, порано, у времето кога беше Бранко Црвенковски она, кога ќе требаше рейтингот да им паѓа, оп, ќе фатеа дрога, па на телевизија се сликаат, браво работи, ама сега овие не сме да фатат дрогата, зашто оние произведува. Ајде сега бомбашки напади, па не знам, закана за бомба, терористички напади, оно. Але, што знам што да кажеме, ова Добро, држава се мислиш скрена, дека ова се случајност или ова се борба на мафии, да речеме? Абе, какви мафии. Што знам што да кажам, више немам памет да ти кажам, се ми измешано у глава. Порано, знаеш, ке патев нешто ќе кажам, што више не знам од која страна да почнам, зашто да кукам. Една работа да беше у последните 4 години убаво. Знаеш што? Абе, што да ти кажам, Кесите биле најбитни во животот, човече, кука, фейсбук, Само, како можеш да... ако ми дозволиш да со мојот компјутер да прочитам еден статус, на Твитер го ставив, иако од Фейсбук ми дојде. Интересно пишување, нели? Ја напишав нешто на Фейсбук во врска со ова е од Твитер преземено, го објавив на Фейсбук и вика, сношти прашав, ама иде уште едно, што е тут персонал, се вика, зашто сум јас у кадар, режија? Режија? Компјутерот? Благодарам. Значи, сношти прашав, ама ајде уште еднаш. Ако не е формиран фонд за животна средина, најверојатно не е, каде ќе одат средствата од секоја биоразградлива кеса, која од денес чини 15 денари? Кој ќе ги троши тие пари? Дали трговците ќе трпат санкции за неуплаќање во непостоечки фонд? А насловот е, темата која била коментирана од оваа користичка на Твитер профил, е биоразградливите кеси од среда по цена од 15 денари, законот е пребрзо донесен, реперкусии ќе има по сите страни. Од среда 1 декември стапува во сила забраната за пластични кеси, односно ќе биде дозволена продажба само на биоразградливи кеси кои ќе се наплатуваат од 15 денари, ќе бидат парите наменети за специјален фонд за животна средина. И сега овдека пишува Никола Парулески, кој вика, Јане, јас сум производител на кеса така помалечок. И да ти кажам, да кажеш таму во емисија, дека кесиве, еден дел од производителите во нив и јас ги произведуваме со рециклиран материјал. Најлон што се пакувани соковине, тоалетна, фолија од палети и друго. И сега со драстично намалување на потрошувачката, јас му откажав откуп на отпаден најлон и сега тоа колку плюс ѓубре ќе се трупа по отпадите и колку пари така ќе се фрлаат, тоа направија сега со законов многу избрзан. Значи, пази, уште едно само да објаснам. Човеков правел кеси со тоа што собирал пластичен отпад и од нив правел кеси. Сега, бидејќи ќе падне прометот, он повеќе не откупува, што значи пластиката останува непреработена. Замисли колку нонсенс, као и све друго кај нас. Јанко? Да, поведим. Значи, не е финта кесиве. Они измислуваат причина за да може да го пулнат буџетот. Они сега ќе удрат хајка по дуќаните, по фирмите, ќе им репаат казни по 2000 и по 3000 евра и ќе си го пунат буџетот. Како што беше со маските, како што беше со средствата, како што ги казува Бурикџелничине, што не напишеле доле на земја растојание од 2 метра, го казна од 4000 евра казна, а тој нема промет 3 месеци 4000 заработка. Како повтори? Со кесиве ќе биде. Повтори ќе одат и ќе пишуваат казни. Се извинувам, гледач, се извинувам. Каква казна 4000, објасни го полека да разбереме уште сите? Значи, порано имаше казна на фирма, продавница Бурикџилница, што не напишала доле на земја, не означила 2 метра растојание.
и ја казниле фирмата до 4000 евра месечини заради не означување растојание 2 метра. Тоа ако беше првиот закон искочен. Имаше и на интернет пишуваше тоа. По 1000, по 2000 евра. И плюс, оние фирми што им дадоа субвенции, им пишаа казни 10 струко ги вратија. Јас знам еден пријател, има буриджилница, сендвичара, викам, земали ме ти за вработиниве што дава помош у првиот удар кој беше? Не бе, вика, не земам. Комшијава до мене земе и ми вика, а ти си будала, јас земав 3000 евра. 3 пати му дојдоа по 2000 евра казна, го изгоря, вика, болje да не земе, вика, субвенции. Нема. Ова е катастрофа. Не знам што да кажам, дали ќе има спас ова држава и само Господ да не чува. Еве сега малце заврна, Господ ни даде малце водичка, се напуни акумулациите за 1-2 дена повише ќе имаме струја, да не увезуваме таа скапа струја. Не знам што да кажам, доста да место за другите да кажат нешто. Јас Океј, фала многу. Поздрав, пријатно. лека ноќ и пријатно. Ова се некои од темите кои нака прилично се актуелни изминатиот период. Малку ова бука која ќе спласне и види, има еден проблем. Се додека немаме јасни и прецизно објаснети факти за несреќа или за некаква состојба, кај луѓето најнормално е да се пополнува со теорија на заговор. Значи, ако сакаат овие разговори, може. Да прекинат, треба да излезат со факти. Ние уште фактите не ги знаеме за ласкарци. Што да кажам. Добро вечер за следниот гледач, повелете. Добро вечер. Добро вечер, повелете, слушаме. Еден саат чекам, ова сметката ќе ви ја пратам од мобилот. Да ми ја пратиш, молим те, на домашна адреса, на жена ми ќе ја дам, одма ќе ти ја плати. Так. Готово. И боза вапче и 5 индијанки. Индијанки не може, еклери може. Так. Идемо далje за исте паре. Без медали. Ја вака сега ќе искористам оваа можност и ќе набројам неколку теми кои што се битни за народот, за малце да го разбудиме овој народ и да го обединиме со вистината. Слободно говори колку сакаш. Вака сега. Прво ќе завршам со автобусот, а ќе почнам со овие судски процеси. Дали приметува овој народ дека 30 години законот важи само за обичните смртници, а после Охридскиот договор важи само за македонскиот народ, а не и за албанците. Дали го приметувате тоа? Да ти кажам, да, го приметувам, ама некако не е актуелно сега со овие со несреќиве. Ја ќе набројам само, Јанко. Набројам. Не, слободно, јас само констатирам дека у моментов може би, ама слободно зборите, како сакате вие. Не, ја ќе ги набројам сите шкакливи теми кои што народот треба да се разбуди. Океј, повелете. Значи, судот, тоа со судот е поврзано, кога ќе земеш, се е поврзано со судот, дека е корумпиран и додека нема потекло на имот на судиите и затвор и за апашите и конфискување на нивниот имот, ние ќе имаме судство кое што ќе работи само за обичните смртници. Еве го имаме Рашковски, нигде го нема. Каде е да прашам Лидија со магарињата? Нити е почнато, нити ништо. А беше апла фатено дека ги краде парите. Каде е, да кажеме, овој кичеец и се шета од затвор, гази луѓе, условно осудуван, циркус у боја, тоа нигде во светот го нема. Идеме понатаму. Пандемијава сега нов талас доаѓа, ние не мрдаме со мал прст. Апелирам до владата, до таа фамозна комисија што ја нема никаде. Нека контролираат границите, конечно нека почнат. Без тестови да не влезе ни пиле во државава. Што чекаат? Исто така и со образованието. Треба учениците веднаш да се пуштат на распуст
едноставно да има онлайн настава. Идеме понатака. Доаѓаме до ситуацијава со автобусиве. Толку едноставно, а толку го замајуваат народот и во Бугарија и тука. Абе, луѓе, автобусот удира во банкина, а гори целиот као да е запален со бензин. Абе, тоа не треба да си професионалец, треба да има само здрава логика и да не си глупав. Постоја само две можности. Или е терористички акт, или е, да кажеме, се самозапалил од експлозивни направи. Замислите во една торба да има 10 кутии со петарди. Замислите во багажниците да имало по 100 кутии петарди е доволно. И ете ти, што се вика, експлозија. Значи ти мислиш дека тие пиротехнички петарди и такви работи може да направат таква огромна штета и толку брзо? Тоа е како бомба, бе, Јанко. Тоа е како бомба, тоа е барут. Значи, јас се сомневам дека и бугарите го кријат тоа затоа што треба да одговараат, затоа што на бугарска граница од Турска се пуштени. Исто така, што се случува? Кажа над 100 пати тој ист автобус поминал граници без лиценца. И што спие државата, бе? Држава ли сме, што ли сме? Прво газдата, како го дозволил тоа? Тоа значи дека автобусот си проаѓал кога сака, како сака и кузна што пренесува во државата. Па земете на Битпазар, бе, илјадници петарди се продаваат, никому ништо. Тоа е 30 години, не е од вчера. Како се внесени тие петарди? Значи, здрава логика ако се употреби, ќе се види дека се работи за, што сакам да кажам, значи, без лиценца автобусот си проаѓал низ граница толку пати. Зошто? Тоа е, значи, доказ дека се работи за корупција на царина, полицајците, цариниците. Тоа све треба да се затвори. Ја не знам што чекаат. Тоа може многу лесно да се види. Кој датум ми проаѓал, батка, ајде вамо, зашто си го пуштил автобусот? Ајде у затвор. Тоа е правна држава, ма ние немаме држава, ние немаме ништо. Значи, поентата е многу едноставна. Терористичка напад нема логика, значи останува дека во багажникот, кај што биле торбите, имало јако запаливо средство. За така да експлодира, па логично е, у Лавторци се вртеше автобусот, не се запали, автобуси, гледаме, се тумбаат во провалија, па така не експлодируваат. Ова што удри во банкина, гори цел автобус, не е останато ништо во него. Тоа е апла, мислам, ненормално е да се помисли дека се работи за дека причината е тој судар. Значи, здрава логика треба се употреби и едноставно да не се замајува народот. Прости се работите, само треба малце да се има логичност и да се свати дека случајности не постојат. И дека се работи, кажав моето мислење, за пиротехнички материјали. Значи, замислите да има 100 кутии со петарди, тоа е исто како експлозивна направа да постои. Знаеш само што ме буни со петардите? Да. Што петардите точно е, нели, она кога се палат петардите, како се вика, она иницијалното стварно многу силно гори, многу брзо гори. Но не испуштаат толку чад. Пази, луѓето прво се загушиле. Значи, гостинот кај мене вика, немале кршеници, не мрднале ова. Значи, инстантно тие биле отруени и задушени. Значи, тоа што испарило било толку токсично и брзо, да луѓето не можеле, бидејќи, човече, дури да се гушиш, нели, да губиш воздух, имаш секунда, две, ништо ќе се изместиш од седиште. Повеќето што побегнале, вика, биле така како што биле на седиштата, пеплосани таа. Овие другиве побегнале било малце подалеку и тоа точно во право си, тука, па и нели, јавната обвинителка рече дека
пожарот започнал над резервоарите за гориво. Добро, значи не во резервоарите, над резервоарите. Што имало над резервоарите? Нели, викаш да употребуваме здрава логика. Еве употреба. Што тоа се запалило над резервоарите? И тоа истрчаа првиот ден. Не било нафта, не било бензин, немало суровини за не знам, хероин, немало пиротехнички средства. Па од шо бе? Јас го објасних тоа. Мојата логика кажува дека сите знаеме тоа секој обичен човек знае дека нафтата не гори од искра, туку бензинот гори од искра. А не постои автобус што е на бензин. Значи се работи дека е шверцувана некоја запалива материја, а што може да биде пред нова година, освен да кажеме петарди. Може да е и ракети тие што има. И свашта. Доволно е една искра и тоа ќе се запали автоматски све заедно. Замисли ти сега во студиото некој да ти запали истовремено во твоето студио, колку ви е тамо 5 на 5. Абе, гореше пред некој ден, баш себе и со мојот колега овдека го примети, имавме пожар пред колку? Пред година, две? Пред 2 години, значи имавме пожар и тоа по вертикала, каде што најопасното е по струјата, па да ви кажам, имавме време и да изреагираме, да угаснеме струја, да испрскаме, да викнеме против пожарна, да викнеме полиција. Што да ти кажам? Имавме време, сето тоа го направивме. Да, беше брзо, ама имавме време да изреагираме. Ама види сега, студиото ти е 5 на 5, а автобусот колку е? И колку луѓе има унатре? И замисли сега 10 кути со петарди одеднаш да пукнат во твоето студио. Каков чат ке има? Од самиот чат ке се задушиш. А тоа е многу помал простор во автобусот, плюс тоа набиено луѓе, плюс тоа паника и автоматски се гледа што се случува. Како има време тој на крај да се спаси? Тоа значи експлозијата била напред, каде што биле запаливи овие петарди, а тоа е, како се вика, барут, и фактички експлозијата настанува тука негде на средина, и овие на крај додека дошло, тој имал време, самиот кажа, 7 души да ги спаси. Тоа значи се работи за една експлозија, која што го запалила целиот автобус после тоа. Значи се работи за голема експлозија. А ова бугарите што кријат е затоа што треба да одговараат, затоа што дозволиле на граница да се внесуваат такви пиротехнички средства. Ние сме постара генерација, Јанко, памтиш дека во Бугарија, ако те сопре цајкан, ќе му ставиш 5 лева од тоа време и тие лесно се корумпираат полицајците во Бугарија. Значи му ставаш парички на граница и батка ни те гледа што носиш, ни како носиш. И тука е според мене целата приказна. Но не ми е јасно зошто нашата власт, еве и ласкавци се заташка, тоа пројдоа години, никој не одговара. Не ми е јасно зошто, да кажеме, толку пати да помине автобусот без лиценца, а никаква одговорност да нема на тие на граница што го пуштале. Тука е целата приказка и тоа покажува дека ние немаме правна држава и дека законот важи само за обичните смртници. Како? Ајде да те прашам сега. Даваше некогаш предлози, многу добри предлози, како да се излезе од една таква ситуација. Едно ќе заклучам. Значи, се она што го кажа држи вода, но начинот дека ние треба, нели, како викаш, потекло на имото, тоа ние очигледно е нешто што не можеме да го направиме. Нема да го направиме. Нема кој да го направи тоа, да почне тоа праведно оттркулување. Што кога веќе у една таква ситуација не може да отпочне праведен, правичен, реален процес на заздравување на општеството,
Што тогаш? Единствен начин, јас за тоа имам книга напишано, ќе ти донесам да имаш за спомен. Благодарам, со задоволство. Единствен начин е во едно корумпирано општество судството да стане независно, судиите сами да се бираат, тоа е првата точка. Втората точка, веднаш да се направи потекло на имот на сите судии и едноставно да им се одземе имотот и у затвор да се стават, па нека останат и 5 судии. Не ме разбираш. Ама не разбираш. Не ме ќе разбираш. кажам, Ама не допира до тебе. Ама нема кој да ги стави. Кој ќе ги ќе ти стави? објаснам. Ама не, Лека. што ќе ми објасниш? Ама сме го поред. збореле 100 пати. Нема. Ќе ти објаснам. Ајде кој ќе ги стави у Ќе затвор? објаснам како. Ќе ти Ајде објаснам. како? Ајде. Дозволи да ти кажам. Не Абе можам 100 пати сега си да- кажувал, ајде повели, кажи. Кој ќе ги стави у ќе затвор? објаснам како. Значи, прво го кажувам рецептот кој е, а после ќе кажам како може тоа да се спроведе. Ајде спроведи Значи, го. Го рецептот кажа е рецептот. независно Туку ти судство. кажи ми како ќе се спроведе. Кој ќе почне да апси? Само да докажам. Абе Значи, си го судски кажал совет- тоа. Почни го главното. Кој ќе го спроведе тоа? Све Ќе друго се си го објаснам елаборирал и тоа. перфектно. Уште една реченица. Добре. Уште една реченица дозволи да кажам, да докажам како треба да се спроведе. Ама си го кажал. Значи, независно судство каде што судскиот совет, обвинителите и овие, како се викаат, обвинителскиот совет, ќе бидат луѓе од странство донесени, врвни правници. Ќе им се дадат големи плати, кои што ќе ги контролираат судиите. А судиите ќе бидат независни од политичарите, со тоа што ќе се бираат самите на свое судско собрание. Судиите ќе ги бираат, судиите ќе ги напредуваат и така натака. А ќе ги контролираат и казнуваат од судскиот совет, од суди од надвор. Сега, како да се спроведе таа цела работа? За да може, затоа што 30 години политичарите не се ја сечат златната гранка на која седат и затоа не го донесуваат тој закон за потекло на имот, бегаат како од ѓаволот бегаат. Значи, што е поентата? Тоа ќе се спроведе на еден единствен начин. А тоа е, народот треба прво да се освести, колективната свесност да биде доволно висока и народот без разлика на политичка партија, без разлика на вера, без разлика на националност, сите да се обединат за да одберат честни политичари на власт, кои што ќе бидат ем честни, ем мудри луѓе, ем високо религиозни, без разлика од која религија. Значи, вистински верници, кои што ќе бидат морално честни и патриоти, кои што ќе ја сакаат државата и народот. Таков профил кој ќе одбере народот, тогаш ќе се наместат картите како што треба. Во тој случај ќе почнат со потекло на имот прво од судиите и политичарите, потоа ќе идат обвинители, полиција и така натака до секој обичен граѓанин. Сега, како тоа ќе се спроведе? Затоа што потекло на имот пак треба човек да го прави и може да се корумпира и тој што ќе контролира. Единствен начин е тоа да се спроведе преку вештачката интелигенција. Едноставно, како што знаат компјутерите кога ќе дужиш во банка, до банка знаат кога си платил, кога не си платил, ќе има еден компјутерски центар во државата, кој што за секоја личност ќе знае, си купил стан во катастар батка, од 50.000 евра имаш плата или си невработен, или имаш плата 10.000, автоматски ќе добијат сигнал црвена сјаличка сите институции во државата и плюс на интернет граѓаните ќе те дадат дека ти имаш како Јанко едноставно добиваш покана да поднесеш изјава од каде ти се парите за станот. Во рок од 7 дена, ако не се јавиш, ако се криеш или не подпишеш изјава или не докажеш од каде ти е, ти автоматски излегуваш на интернет, автоматски ќе постои служба која што автоматски ќе одговараш кривично и ќе ти се конфискува целиот имот.
Тоа е единствениот начин во кратки црти објаснето. Добро, ти благодарам. Океј, интересно ова. Се надевам дека ќе добијам твојата книга. Интересно е да се прочита, затоа што има футуристички елементи, но на крајот на краиштата ќе се согласам со едно. Кога ќе ги отстраниме сите возможни елементи дека нешто не може да се спроведе, мораме да идеме на невозможното. Тоа е Шерлок Холмс. Конан Дойл го има напишано тоа. И се слагам со тебе. Кога веќе ништо не помага, тогаш мораме да идеме во некои невозможни. Но, пак ќе прашам, кој е тој што ќе рече, океј, нас не бива, викаме валутен борд да ја води економијата, бараме Обединети нации да ни испратат борд од суди за да се исправи судството. Значи, пак е тоа некој кој ќе може, но велиш, треба народот да се освести и така натаму. Човек, народов се освестува за 15 денари кеса. На народов му сменија име. На народов Боки 13 се уште, народов, да отворам тема Боки 13, 90% немаат лошо мислење за него. Најголемиот рекетар. Катица Јанева, Рашковски, икс други работи, нема никаков проблем. И ние зборим. Да, види, возможно е твоето, нели на глас размислувам, возможно е, ама треба десетици години за едно ментално и духовно созревање. Дали ќе обстоиме ние толку време со вакво ниво на корупција? Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер, повелете. Ја прво кратко околу фамозните верзии за сообраќајката во Бугарија. Да, повелете, господине. Ченко, во Македонија има 3 фирми што легално увезуваат пиротехника, не мора да се шверци од Турција. Добро. Значи легално увезуваат со дозвола од државата, пиротехника се увезува. Добро. И ја не гледам причина дека некој ќе увезе од Турција петарди пиратски оние, па уште ќе експлодираат. Тоа е една работа, втора работа. Добро. Кога сакаме да вадиме таа верзија за експлозиите, Добро. треба да ги слушаме сведоците колку пати што кажуваат колку експлозии се слушнале. Добро. Значи, за да имате експлозија на пиротехника, вас ви требат 2 експлозии. А едната е прво, едната е слушната само една. А тоа е она во моментот кога автобусот удива во таа фамозна банкина. Добро. За да се запалат пиротехниката треба време, треба огин, па да се случи значи втора експлозија. Така. Нема втора експлозија. Ако имало масовно шверцување на Чекај, пиротехника, не те разбрав. Имало втора експлозија? немало. Немало. Добро. Немало. Меѓутоа, кој е, пазете, битната работа што треба да се одговори е зашто автобусот изгубил контрола. И сега тука лежи тоа ви е состојба на патот и она што сите го викаме дека прв пат се гледа во Европа да имате метална банкина или како они ја викаат тоа до самиот пат која го дели коловозот со принудно местото за принудно застанување. Зошто дошло до запалување? За да треба сите да знаеме дека автобусите имаат TDI мотори. Ако знаат што е TDI, тоа е турбодизел. Добар е колегата горе. Втората работа. Сите треба да знаат дека последно време ние немаме класична нафта од системот D1. Туку имаме некоја богатена со адитиви нафта, која полесно добива палење. Прави полесно, прави поголема експлозија внатре во моторот и подобро работат моторите, што значи адитивите, разредената нафта, треба да се бара причината за брзото запалување. Третата работа, кинеската роба што е носена торбите, кој ќе ги земете кинеска ташна, купена од пазар, запалете да видите колку брзо добива сила и што и треба да ја запали. И четвртата работа, вебасто. Грејење, тие автобуси не се греат на ќумбиња, се греат на вебасто, кое има посебен резервоар со нафта, а има грејачи кои жарат, па се дува вентилатор, дува топло и моторот на вебастото работи на таа нафта. Тука лежи
Никој не ја кажа, ни ја не спомна ни здравствената состојба на возачот, сакам да кажам. Што за мене е сега последно време многу дискутабилно. Зошто? И никој не одговара на прашањето зошто автобусот губи контрола. Тоа е најбитното прашање. Кој ќе се одговори зошто автобусот почне да шета по улиц, по коловозот, тогаш ќе добиеме одговорот зашто се случила сообраќајната незгода. Не смееме да заборавиме. Затоа некој треба да ги слушаме убаво што зборат. Што барале тие двајцата очевидци што спиеле горе у приколката? Работеле на шкарпирање на косината тента. Тие таму работеле, предизвикале прашина, која вечерта паднала на коловозот. Ако ќе земете земја да ја помешате со вода, вие добивате филс. Или просто ние се го викаме стручно клизалиште од коловозот. Па земете кривина, земете брзина, состојба на коловоз и ќе добиете приказката. Какви петарди, какви шверцување на хероини и джиджи-миджи приказки. Економскиот дел зашто автобусот искачал надвор од границата без лиценца, тоа е ради финансискиот дел, овде каде не се плати од државата. Тоа е економски дел, тоа треба да се гледа околу затајување на данок. Техничката состојба на автобусот е битна. Еве ќе покажа резултатите кои ќе се замерат сите додатоци. Дали имало горење на пиротехника, па барутот остава траги на металот откако ќе експлодира, тој не се горува комплетно. И да зашто викаат кај убиците им взимаат парафинска ракавица? Затоа што стануваат траги честици на раката од барутот. А околу вас со судовите и со правниот систем. Во државата ние гледаме дека ние сме заложници на партиите. Или се дека вие формирате политички влади и формирате политички институции, вие ќе го имате овој театар со судството. Кога ги ќе глумиме дека имаме независно судство, стручно судство, али во Страсбур има да губиме предмети како Грчка. Што е решението? Ако не искат политичките партии да го сменат изборниот систем во државата, треба ние граѓаните, тоа да се најде некој движење кој ќе свика референдум за измена на законот за избори. Бидејќи додека не го смениме ние изборниот систем во државата, да го прикрадеме америчкиот еден човек, една власт, еден кабинет, ние ќе го имаме овој театар, па према што го гледате сега пазарење. Знаеш кој е понижување за мене како македонец ова што го прават македонските политички партии? Прво го направи ВМРО и Левица, па сега го прави СДС. Ала буквално да не кажам уличности му кректа на коленици без јасоче на овој од алтернатива. Знаеш на жаргонот, и знаеш кога некој ќе кликне на коленици без јасоче, што прави на некого? Пази, че партија со 4 пратеника ги растори македонските партии и ги направи сол. И саки ми зборат едните се патриоти, ваквите. Не смеат македонските партии уста да отворат. После ова што ни се случи, ние треба да отвориме иницијатива за измени на изборниот законник, пошто они не сакаат. Знаат они што може да им се случи. Четвртата работа која треба да се направи овдека, треба сите закони да се преработат. Ако може някако граѓанин да одговара, треба и судијата да одговара. А тие се заштитени како мечки. Не смеете пресуда да коментирате, не сме судија да одговара за својата донесена одлука, да ви го спомнувате Републички совет. Па како сакате да Републички судски совет да контролира суди кога унатре ви седи човек против кого се води истрага за кривично дело? Зашто тој човек од морален аспект не си даде оставка? Не се тргна дека трае истрагата. Седи во Републички судски совет и тој е заштитен, не сме да биде приведен и не сме да иде во притвор, а од ето има направено криминал, Бог те пита колку пари. И сега вие сакате Републички судски совет да ги контролира судијаве кога тие самите во Републички судски совет се прљави. Од тие причини мислам дека беше дадено фајрон од ова кажување приказки патриоти и кодоши делење и да веруваме на партиите, затоа што партиите си го покажаа лицето кои се какви се. Нити едните, нити другите се борат за државата, се борат за личниот джеп. И сега, Чаре? И Чаре по тебе? 2016 година кога беа изборите, сите знаат овие што се јавуваат, кои сум ја и што се јавам и што сум кажал 2016. Ја од 2016 барам меѓународен борт да дојде во државава. Нас не ни требаат избори. Нас ни треба да ни се донесе состав насилни закони, бидејќи со овие партии ние не можеме да донесеме насилни закони. Законите се носат онака како ќе одговарат на партиите да не одговарат. Па погледнете го законот што требаше за рушење, за легализација на демоградбите. Што предложи господинот од Гром? Кривична неодговорност на веќе започнатите предмети. Зашто? Да нема кривична одговорност на делата. Значи беше одма бара амнестија, но знаеме за колку бара амнестија. И пази, вчера или пречер имаш па некое фамозно чудно запалување на бараките до тие се изгореа кај Гуц. Чудна некоја работа. Се врати Стерчо Карбуш, па почнаа бараките да горат. Не знам дали ќе
Не знам, не можам, имаш подобро паметење од мене за таа работа. Не сум ги споил овие две работи. Па ето ги бараките пак почна да се обиде некој да ги запали до тие што изгореа. А кога збориме за онакото, еве јас јавно ќе ти кажам и тебе, ја знам дека ти си симпатизер на Камчев. За рекет за мене е тешка наместена работа. Јас ќе ти кажам на твојот другар Камчев не е толку глуп да му даде на Боки 1.500.000 евра. Не е толку глуп. Познавајќи ги луѓето кои се спомнаа во играта, кои се знаеле, и познавајќи како и со кого се дружи, не е Камчев толку глуп да му даде на Боки 1.500.000 евра. Посебно, што главниот сведок го прави театора што го прави. Кај се видело текне една постапка, некој да му се дозволи да менја живеалиште во Охрид, иде да издржава казна. На кого ни продаваат? Овие народ не ги знаат тие игри со одење во Охрид, па знаеш на плаќање кобајаги по 5 сати искочи 7 сати да се врати. Сега се чудат зашто ги се шетох, па шеташ и Јамди Бајрам на времето кога беше за Македонка. Он билежеше во Идрис во 5:20 со првиот автобус и скачаше во вечер до 9 сат. Или ќе се врати, или ќе Имаме гледач горе. Мала пажја, може ќе спиеше дома. Брат, не можам, морам пауза да направам, ладно е. Ја не знам кој со која памет госте и студијава овакво, не осетив, ама еве после 1 сат, мене грбов ми е здравен, извини му се на гледачот. Не можам да ја продолжам емисијата, ќе видиме после паузата ако можем. Извини ме, пријателе. Прво, нашата влада почитувана, се сеќаваме сите на митинзите, кога требаше да биде осуден господин Владо Бучковски. Позади него цела толпа одеше на чело со Шекеринска, за да го пуштат на слобода. За Бучковски или за Заев збориш? Владо Бучковски зборувам. Добро. Да. Значи го пуштија. Со митинзи, со пароли, со така натака го пуштија. Потоа го судија Никола Груевски и Груевски си замина. Добро. Дали се прашуваат нашата влада, па господинот Црвенковски и него, исто влегуваат од иста врата и влегуваат од друга врата во судот. Така да тие господа од влада кои што ни се сменија 30 години тој па тој, начало со господинот, еве сега да го спомнам и Али Ахмети, се додека има привилегии, се додека има врски, го згазив човекот на пешачки премин на црвено и нема да одговарам, ќе го фатам тој некој си од полицијата, од полиција ќе го фати тој внатре судот, мислам дека не може да го фати тој внатре судот и ќе си поминам безусловно ќе шетам по улица, тој Бог да го проси ќе оди во гробишта што загинал на црвено. Значи, доколку беше осуден Владо Бучковски и Црвенковски и господинот Никола Груевски, државата, мислам, некој ќе се исплашеше од тоа зошто тие гладните се во затвор, ама да бидат во затвор, да не се шетаат како што шетаат на плажи и по Грчка и по океани. Председателот во Америка, кога ќе добие покана да оди во суд,
се прашува цела недела пие терапија, психотерапевтска терапија, како да влезе во суд кој ќе добие црвена покана. Значи, председателот лично изслушен, додека кај нас тука во судовите имаме прекрасни судии. Имаме судии кои што знаат и да сечат, знаат и да затвараат. Но, се додека повторно ќе кажам, не се тргнат од темнината оние кои што ставаат завеси пред законот, пред владата, пред правдата, ќе имаме ваква сиромашна држава, за која што многу ќе ни биде поскапувањето и на неонските кеси, кои што денес бидна 15 денари. Дали ме слушаш, Јан? Да, ве слушам. Сметате ли дека тие корумпирани судии до толку го дисторзираат целото општество и како да се излезе на крај, ама реално, не да бидејќи, нели, ако кажеш, треба да се тргнат. Абе, знаеме дека треба да се тргнат, тој малите деца го знаат, ама кој да го спроведе и како да го спроведе тоа? Нели? Никој не може да го спроведе. До сега никој не го спроведе, значи нема начин. Што е сега шпекулацијата? Како се решава? Дали се доволни овие честни судии што ги спомнавте, кои честно судат и знаат да пресечат праведно, наспроти овие другиве? И како да се отстранат овие другиве? Јас сепак мислам дека нема корумпирани судии. Повторно е проблемот во оние кои што се сенило 30 години во нашата држава. Господинот Црвенковски, Вучковски, Топурковски, Никола Груевски, Радмила Шекеринска, оние кои што шушкаат, кои што веројатно некој таму записничар или не знам кој да е во судот, може би поканата ќе му ја фрли во Вардар или ќе ја фрли недека подалеку од себе, да не би дошол на наредни рочишта кои што трае со години, гледавме, или бевте сведоци сите на големите племите кои што се суде и пресудуваат, нема корумпирани судии, се извинувам, затоа што имаме навистина многу суд кој што знае добро да пресече и добро да пресуди. Но тука влегуваат ОЈО, влегуваат двајца без тројца во ОЈО, кои што се еден па еден во ОЈО, мислам дека имаме само еден вработен во ОЈО, немаме повеќе вработени. Од таму тече она кој што пече во судот. Дали ме разбираш? Да, тече од ОЈО, за да влезе да пече во судот. Имаме прекрасни судии, кои што знаат да пресечат и кои што знаат да пресудат. Ви благодарам многу за јавувањето, почитувано, лека ноќ и пријатно. Она што го илустрирам е некој странец кој дошол, пешачал низ градов и снимал со 4К камера и едно од ретките вака и е убаво за илустрација, нели, додека вие говорите низ нашиве места едни, нели, визуелно да не мора да гледате во ова цело време, значи ние внимателно ве слушаме и ако само илустрираме колку да биде визуелно поинтересно и за гледачите. Продолжуваме понатаму со емисијата, одиме со следниот гледач. Добро вечер. Ако нема, ќе почекаме. Значи се обидов вечерва да ви дадам простор и тоа на сите им дадов максимален простор. Никого не го пресекувавме, значи комотно секој да се искаже колку што сака. Добро вечер. Добро вечер, Јанко. Повелете, господине. Благодарам. Абе, се загрижив дека ти е ладно. Па немаш Да, ли да. таму у студио од оние чумбињата на нафта вака да си пуштиш малце? Нафта е скупа, бе, ние овде сме... Да. А и ризична е, бога ми. Не е проблем до телевизијата. Проблем е до мукаетот мој на себе сум луд што не си вклучив грејење порано, бидејќи не е ова нонстоп не е во студио во некој, знаеш, па да се дешаваат работи, па некој го исклучил заради мене. Едноставно, требаше да си го вклучам на време, да си мислам. Па од утре ќе си знам. Да. Види вака сега. Сакам... Да? Ало? Да, те слушам. Сакам да зборувам во врска со ова автобускава несреќа, Слушаме.
зашто навистина е катастрофална состојба. Страшно, страшно. Сега, меѓутоа, прво не сакам да зборам во стилот на Јади Бурек, затоа што постни денови се, знаеш. Збори слободно. Ќе зборувам вака објективно колку што можам. Прва работа што би се кажал за тоа. Ние сме сите меракли да филозофираме и да бидеме стручњаци. Океј? Прво да се причека извештајот на истрагата, односно форензичарите, затоа што во секоја стручна област не може секој да биде форензичар, тие се врвни луѓе. Не навлегувам у тоа шпекулации, едно друго далавери, тоа не, него реалното, тој да стави подпис мора да види факти. Сега, сакам да зборувам за нафтата, не случајно ја спомнав на почеток. Прво, да се подсетиме како, мнозинството знае дизел колите, возилата, како работат, како нафтата таму се горува и ствара висок притисок и толку енергија, така? Добре. Втора работа, ќумбето не случајно ти го спомнав, не знам дали си го затекол, јас го затеков на времето. Значи, кога ќе пуштиш еден филм доле на дното, па ќе пуштиш една хартија запалена и танок слој со површинското испарување се запалува. Така? Значи, тоа е прва можност и поаѓам од она што имаме на терен. Независно од другите случаи. Значи, имате хаварија, имате судар, при кој што ударот во таа банкината со тркалото и со резерварот и со металот прави толку искри, како да имаш десетина шмиршајбни што пуштаат искри, ме разбираш? Добро. А плюс тоа во последно време слушам дека има сомневања дека, тоа ќе се каже на крај, дека и претходно имало истекување од инсталацијата, зашто резерварите се напред, а моторот е назад. Значи, ако тоа целото било потопено со филм од нафта, и кога удира сега во тоа, во банкината, тоа сето се прекрива со слој од нафта. По такво врничење, таа нафта може да се запали. И сега ќе ти кажам една работа што синоќа ме подсети, за тоа и во главном се јавив. Имаше еден филм за вистински настан, за кога беше превратот во Либија, деме како тие бунтовниците на крај го суредуваат амбасадорот на Америка. Значи се уништуваат, бомбардираат и така натаму, тој се наоѓа во една просторија што не може да придат, ама под вратата имаше еден празен простор од еден прст, да речем. И тие пуштија нафта со канти, ја пуштија по плочките да се излие натаму и пуштија ова харти и партали да се запали. И веруваш или не, на крајот вистински настан, тоа е филмувано и докази има. Значи, чадот што се ствара при согорување на нафтата и при ќумбето исто така. Значи, и првите сознанија се такви дека луѓето прво се угушиле од димот, па после од се друго, така ли? Значи, можна е таа варијанта вака најприземно, најреално да се каже. Ако биле обезбедени тие предуслови, сето тоа намачкано со танок слој на нафта и тие врничења да се запалиле, тогаш за неколку секунди се ствара таков црн дим што сите тие напред ќе ги угуши, освен тие назад што излезе. Значи, сакам да кажем, во придонес на ова цела дискусија, зашто реков, ние сме сите меракли сега теории заговор, ова билона. На крај истрагата ќе си каже и дека поидувајќи од реалноста можно е ќе се соберат многу причини таму, не е една. Зашто несреќа не се случува само од една грешка. Мора да има повеќе грешки за да се случи. И ќе завршам со тоа, да биде малце појасно, кој е позаинтересиран. Има една телевизија светска што дава истрага на авионски несреќи. Само Да, National Geographic. Така. Па таму, кога Секој ќе ден. прашаат форензичарот кога ќе биде извештал, ќе му рече иди шетај, знаеш? Ама таму, кога ќе се соберат податоците, тогаш нема мрдање. Нема. Значи, овде има 45 души, таму има и по 300, 200, така? И тогаш мора да се утврдит фактите, затоа што тоа е голема одговорност. Па кој ќе плати оштета? Па кој ќе иде у затвор и така натаму? Ме разбираш? Така. Така, да причекаме малце. Ние може да си збориме вака сега. Си правиме бајрам на паметот, ама... Не си правиме, не се согласувам дека си правиме бајрам. Мислам дека многу неодговорни изјави имавме, во понеделникот имав емисија, многу рационално збореше господинот Јовановски и укажа на неколку небулоси. Да, го слушав него. Ја многу го почитувам во таа област,
пошто сме во блиска, да речем, професија сродна, значи го слушав, многу работи со него се согласувам. Така што, знаеш како, кога... Добро, имаме право да го говориме ова, затоа што има многу, особено нема да заборавам господинот Јовановски кога рече, сум видел пострашни несреќи, сум видел автобуси како горат, ама вакво нешто, ова е незапамтено. Да, симптоматично е. Многу симптоматично. Ти, ако е тоа се или имаш нешто друго? Не, толку како една идеја, а другото има други да кажат. Нема проблем, ти благодарам за јавувањето. Лека ноќ и пријатно. А ние одиме веднаш со следниот гледач. Добро вечер, повелете во програма сте. Океј, ќе почекаме малку. Отворени се линиите, слободни се за вашите јавувања. Колку што можам да забележам, немаме некакви посебни барање. Јас им реков на гледачите, ако некој не може да добие, јас ќе го побарам или од телевизијата. Еден Зоки ми пише едно прашање за дискусија. До вчера фрлавме ѓубре во кесите, сега ќе купуваме кеси за ѓубре. Што е разликата? Ама викам, да се јавиш, не сум појавување, извини. Епа, не може некој друг да тера муавет место вас. Не треба да се плашите. Обични со приметилка и луѓе, ај порано и разбирам некако, ама денеска стварно, немој, ја не се јавувам, немој некој нешто да овакво. Човече, у каква параноја вие живеете, Не е проблем да не се јавиш, туку причината поради која да не се јавиш, да не збориш слободно, да не збориш гласно. Еве бе и мене, 20 години, зборам гласно, кажувам работи што треба и што не треба. Добро, може би баш заради тоа сум се уште жив. Одиме со следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, господине, ве слушаме. Да, во врска со автобусов нешто. Не сакам многу да се изјаснам до крај, ама во секој случај ова што се запалил брзо, една од теориите на првата страна од весникот, на бугарскиот весник, пише дека им биле тие прекурзори, се викаат стручно, за филтрација, како да вид катализатори за хероин и било која друга, особено тешка друга. И значи тие имаат ефект, може да се каже таа киселината на експлозив, и тоа страшен. Значи една небулоза. Тоа за дозволи ваму таму, веќе тоа вообичаена пракса. Мене ми е нелогично зошто царина да бара лиценца и извод од лиценца, што ти ја знам. Тоа е претежно на други служби, да речеме, на МВР, може да речеме. Или некоја друга служба, нека се формира, Министерството за транспорт, било кој, нека си имат своја испостава, не може да бидат криви таму сега дозвола, дали има ли лиценца преку Министерството за транспорт. Се има врска тоа нешто. Од друга страна, да ти кажам, Јанко, ова што се шират некои викаме теорија на заговор. Пази се, тоа теорија на заговор го измислија паметни луѓе, за да не може да кажеш вистината. Значи, за да ги зачутат, ги прават такви не салам да меѓу тоа. Пази и доктори, например, овој што беше Верко Малковски, Нобеловецот, што беше за против короната, зборам. Таа е смислена теорија, многу одамна планирана, тоа веќе го знаеме, дека имало дори во стрипови ваму таму, кажуваше некој таму војник, дека уште не знам која година, пред 20-30 години, дека ќе се јави и така ќе се вика. И многу други работи. Претходно преди него. Јас, зашто од лично искуство, тоа може да го кажам, може еден обичен, да речем, клошар, битанга, джукела, да ти измисли некој муавет и да те ругаат зад грб, значи не во очи, да шират такви дезинформации за човек, и тоа дури преку сектор за организиран криминал, да те брукаат, седи од продавница, а ти не знаеш. И сега ќе те прашаат зошто би ти го правили. МВР не е за да цени зошто би ти го правили, зошто би. Има милион причини, милиарда причини зашто би. Не мора да си некој голем човек па да ти го прават тоа. Ако го прават на голем, ад миноре, ад мајус, уште побрзо,
на минорен човек, обичен човек. Значи, се оди на геноцид на населението, се отцрнува, се етаблира, се масакрира, се резили задгрб, нема врска, значи зато се прави задгрб. И тоа се инволвирани дури и полицајци. Значи, да не заборавим, мораме така да збориме. Како сектор за, и то преку организиран криминал, и што се организиран криминал треба да го ставиме на страна, па овој автобус што помина толку граници, тоа не е организиран, одма треба Интерпол да го ангажираат, не да чекаат таму ваму рекла казала да се заташка. Па уште се повикува на Господ. Значи, како може бе човече, ти си швертувал, си работил, си недозволени действија, дејанија и него треба да се покаеш, не само да се извршиш, се покаеш и да прекинеш, дури конфискација на имото му се изврши. Од друга страна, значи, зашто, значи, кога пријавуваш, збориме за организиран криминал, како беа фатени тие таму, не инспектори, високи и функционери. Значи, тоа е фатено и сега ќе почнам гадната тема која, значи, викаме демократија, они што пропагираат демократија, ствари воведуваат тотална диктатура, режим, фашизам. Не можеш да кажеш збор за невладина организација. Значи, што им е целта на заедница? Да ги изолираат луѓето, да ги отсовнат и ако преж се каже кој тие работат по мултилевел систем. Денеска еден, утре друг, трет кружат. И тоа обично некои глупаци, некои што вика Мирка Велиновска, корисни идиоти, некои нечовеци, неписмени или неедуцирани. Значи, за да измислиш такви гадости за човек, за да го уништиш постепено, да го изолираш, тоа беше како еден вид експеримент што ми се прави врз мене. Дали ме разбирате? Значи, нон-стоп уцрнување на секаде, да не можеш да се... Добро, го отидовме повторно муабетот за експериментите врз вас. Ти благодарам, нели, ама тоа сте го елаборирале, немал се 30-40 пати. Со внимателност ве слушавме за вашето мислење за автобуската несреќа и ви благодарам поради тоа. А продолжуваме понатаму, веднаш што имаме гледач, ќе го вклучиме во програмата. Вчера шубаво ни беше со бајонетот, кажи, пријателе. Треба еднаш неделно да пуштаме едно такво видео. Тоа е за смирување нерви. Ствари, знаеш што, би требало да, еве, пишете ми, ако ве бендисува да ви ги наоѓам, да ги искупам, море се такви, за вас ќе се жртвувам, ќе седам, ќе гледам цела недела и ќе одберам најубавото. Рубриката ќе се вика Nirvana Reconstruction. НР. Реконструктивна нирвана. Ти се допаѓа вака? Па, бидејќи реконструкција се прави, нели? Да. Охо, вечер пред спиење, кој ќе гледам некој Nintendo, како вакво, некој скапано ѓубриште, онака. Има таму и доста превари, затоа не можете стално убаво да ги најдете, ама тоа е мојата супер моќ, да ги најдам најубавите. Се шегувам. Океј, чекаме до следниот гледач. Повеќето од гледачите, иако и дадов слободна тема и сугерирав, очигледно дека добро онака се читаме. Темите како што е автобусот, што е голема национална траума. Добро е што не спласна после 3 дена, иако еве чувствувате дека спласнува, веќе и нема јавување, толку неколку гледачи и така натаму. Иако ја утре ќе посветам уште една емисија во врска која ќе опфати дел од сообраќајната несреќа, но и од емисија која ќе биде посветена на сообраќајното решение за градски превоз. Илија Вучков, кој моите редовни верни гледачи го знаат затоа што уште пред 10 години на Јади Буреков дека направи една презентација со едно врвно, супер, ултимативно решение за веки веков, футуристичко, но реално, кое за жал ни Коце Трајановски, а не па овој Шалабајзеров, да уопште и го земат во обзир, значи и двајцата ги критикувам, и Шилегов и
и Коце Трајановски, воопшто да го разгледуваат тој негов проект. Но, еве, утре може би ќе спомнеме повторно за тој проект покрај другото, иако емисијата е репризирана повеќе пати, но да видиме што се и новите сознанија. Сепак човекот е високостручен инженер и има големи познавања од таа област, па може би ќе ни помогне за многу аспекти да дојдеме до некакви одговори. Нема мишарет од режијата, чекам. Ако некој се вклучи во ред, ќе се стрпиме малку. Ако не, ќе го гледаме малку Скопје додека некој се вклучи во програм. А и телефоните не се на екран, колку што гледам. Кикс, микс. Сега, изволте, пуштај рекламица. Што да правам, додека се јави некој. Ја не видов на мониторот дека воопшто не оделе во второво полувреме телефоните. Да, дај ме како се крстам. Не знам, ти реков, пушти го ова, што ја у програма, што сега да мелам, да шлајфувам у празно. Еве, шетајте низ чаршија. Добро вечер. Имаш или нема? Има. Добро вечер, дали се слушаме? Добро вечер, Јанко, добро вечер, Македонија. Повели во програма си, повели илустрација, ти говори. Прошле бев излезен, сега дома се приврав од почеткот твојата емисија, сакав да се јавам, еве така нешто, пошто немаше гледачи. Нешто слушнав, сега пред малку слободна тема ти е, или? Мојата воздишка ти кажува све. Не ме подпрашувај. Ајде би сакал нешто да искоментирам. Вака имам еден предлог до тебе, пошто нали оваа телевизија наша македонска патриотска, дали може вака да направиш еден контакт преку Вибер, преку еден видео контакт со Ајхан Кавадар, наш македонец од Турција. Не. Толку сум одушевен на тој човек, патриот, кој живее во Турција и толку е воодушевен, споделува македонски песни, македонски работи. Добре. И вистина, секоја чест за тој човек. И друга работа би кажал. Така денеска некој ми споделија, вчера беше така некој актуелно во некоја градинка, таму во Светувачката со нека турбо фолкерка, со некој песна, текст, некој без врска, дечината ги забавувала, а не со наша македонски или па со детска македонска песна. Толку имаме фестивали детски, толку песнички, безброј. Ако памтите некаде првите години на независна Македонија, дури да ги пеевме тие детски песнички, Тоше, таму и другите да не ги набројувам. И сега во 30 години независна Македонија, дечината мали од најмали возраст ги одродуваат да не пеат македонски, некои да не зборуваат македонски, да немаат чувство за ништо македонско. Сега, во една друга градинка детска, имаше денеска слика, фотографија, каде дечиња, албанчиња, нека се здрави живи, седнати на под така во круг во една просторија, и меѓу нив така во круг дечињата седат и насред нив знаме на држава Албанија и шал со надпис Албанија. А друга фотографија, тие исти дечиња кај што се клањаат, нели, си се молат таму како муслиманчиња. Не ми пречи. Но се прашувам, си велам, дечинава наши македонски, им како македонци се национално обличува од воспитувачи, од средина, од родители, баби, дедовци, ваму таму да не знаат да пеат песнички македонски, а и ни оче наш сигурно не ја знаат. И од тука си велам, каква иднина имаме ние како македонци во Македонија и во цел свет, ако најмали години своите деца, внучиња ги одродуваме, да не знаат да пеат наши македонски песни, или да не знаат ни оче наш да ја кажат. А имате секој можност да видите на YouTube во Овчарани или во Егејска Македонија или па братот Ајхан Кавадар или наши македонци во Турција на секоја забава, веселба, прослава само и само со македонски песни се забавува. Мислам дека ние како генерација македонци во слободна Македонија немаме чувство дека сме привилегирана генерација.
далеку повеќе од оние македонци во Егејска Македонија кои никогаш не вкусиле слобода. И пак пеат на македонски јазик. Окей. Убивани, Слушај, дедовци, баби, татовци, мајки. Тале. Значи, знам дека воопшто не те интересира што е темата, како е темата, ја немам време да се објаснувам. Ти благодарам, знам, ти благодарам, ама нели со несоблечени кондори влезе и сврте да си кажеш нешто. И тоа што го кажа отиде у празно затоа што саат и пол луѓето зборат за сосема друга тема. Ја ти благодарам. Се надевам дека друг пат нели ќе бидеш во една синергија со она што го збореа, но јас се ради тебе не можам да ги омаловажувам другите, не дека твојата тема е лоша, туку е потполно нема врска со ова што саат и пол им фокусирам на гледачите. Ти благодарам за јавувањето, лека ноќ и пријатно. Одиме со следниот гледач. Ало, добро вечер. Добро вечер, повелете во програма сте. Па, сакам да кажам едно мое видување како би требало Македонија да оди понатаму. Чекајте, ја си извинувам. Од каде ви дојде оваа тема? Дали слушате што прават муабет саат и пол луѓе во овде? Слушам, него онака сакам само да се поврзам. И немате ништо да кажете за светоа саат и пол? Ништо не допре до вас, се извинувам? Не, за несреќата сакав да зборувам. Добро, ајде. Сакам само како вовез не беше. Значи Македонија со сообраќајот е многу во лоша состојба. Јас имав моја автошкола и знам како ги обучавав кандидатите и све тоа и имаше комисија од МВР у почетокот и МВР многу тешко сакаше да ја предаде таа ингеренција на приватните. Се отворија приватни автошколи, приватни комисии, меѓутоа за кратко време неколку години се затворија. Сега што е работата? Значи сите возачи што се возачи што возат треба да имаат искуство и со искуство се учи возењето. Јас за овој возач не викам дека нема искуство. Има човекот искуство многу. Меѓутоа се дешава врнежливо време, кога врне, може и брисачите не му били баш како што треба и самиот автопат така лошо наведува, значи таа испрекината линија, јас 40 години возам и значи таква линија десната трака ја вози автобусот и поред десната линија се вози десно. И таа линија тука ја снебува одеднаш и човекот и од умор малци, и од врнежливо време, не од добро значено. Тие видовме дека од левата страна има светлеча бела боја на патот, од десната страна има црвено. Црвените обележени, така, тие ступчиња стари, зарѓани и не ги загледал. Значи, ударот по ступчињата, што му бил, тој му бил катастрофален. Тука е почнато со несреќата. Нешто денеска слушнав дека имало една господја кажа од бугарска дека имало и претходно истечување на нафта. Значи го пратам тоа од првиот момент несреќава, денеска прв пат слушнав дека имало претходно истечување на нафта пред да удри во ступчињата. А јас мислам дека ступчињата се најрелевантно што се десило да се запали. Значи ступчињата доздола го исекли резерварот и нафтата истекла. И кога удрил во банкината од лева страна, кога поробал шоферот да ги избегне ступчињата, удрил од лева страна во банкината. Меѓутоа влегол внатре во банкината и се творило толку големо струење и температура, така да нафтата тука се запалила. Он може би почнал да гори од кај ступчињата, меѓутоа кога удрил во банкината, во средината на автопатот, тука најголемиот удар и тука најголемото триење и температура. Нафтата се пали на 250 степени. Океј, Бензинот се пали на 500 степени. Добро, може ли прашање? Да. Ти се верува ли дека 45 луѓе прво ќе се задушат инстантно, толку брзо, да не се дури ни мрднати од седиштето, а не повредени, докажано не повредени, па после да изгорат живи?
Значи вака сега ќе ви кажам јас, сме пробале ние во една канта со нафта цигара, пушиш и ја фрлаш цигарата у нафтата. Нафтата не се пали. Господинот што каже со чумбињата, тие нафтените чумбиња, нафтеното чумбе јас го имал и додека да го запалам, целиот ќе потрнам како оджачар. Друго е, кога ќе се загрее веќе чумбето, кога ќе се загрее, кога ќе гори, и ако го гасиш, кога ќе го пуштиш нафта, буф, ќе направи, ќе се запали, се намао така. И од вручот, значи нафтата, да дизел камионите немаат свечички. Они се палат на компресионот воздух, се загрева во компресионот простор на 250 до 350 степени, а тој е многу малку. Тоа те разбрав, одлично го објасни. Што ги угушило 40-тина луѓе да ги отруе до смрт за толку кратко време? Значи, за неколку секунди да бидат отруени. Тоа е и моето прашање. Значи, тоа сакам да го кажам, вие што го кажувате, дека нафтата не може да се запали од искра, нафтата се пали од температура. А тоа што ја угушило патниците, тоа треба да го откријат прозетичарите. Значи, тука мора да има некоја друга смеса, нешто морало да има, да постои нешто. Добро, сте возач толку години, дали сте виделе вака да изгори автобус? Немам видено, немам. Обично автобусите се палат позади ке моторот. Моторот има температура, негде околу 100 степени, и ако се скине тревото, доводот на гориво, или од дизните, или од породне трева, да шприца накај издувната грана, или ауспукот, тогаш се запалува нафтата на температурата. Ви благодарам многу за јавувањето и одиме со последниот гледач за вечерва. Добро вечер. Добро вечер, дали се слушаме? Еве, 21:48, веќе сме при крај на емисијата, имавме наистина плодни разговори, имавме доста јавувања, повелете во програма сте. Добро вечер, сакам ја да се приклучам малце касно, не бев од почеток во програмата. Јас сум возач на автобус 30 години, имам големо искуство. Одлично. Го познавам Љупчо лично, некој време возевме заедно. Возач, претпоставам дека Љупчо нели возав. За кој Љупчо збориме, се извинувам? Возачот на автобусот. Не знаев како се вика. Не знам ни дали е преживеан или загинал. Бог да го прости. Не знам, повелете. Неколку дена бев одсутен, не знам, може нешто ново се случило со истрагата. Вашето мислење слободно. Вака, тој возач, не знам колку пати веќе има поминато на тој пат. Оние приказки дека патот во Бугарија бил таков, бил ваков, воопшто нема шанси да е тоа причината. Моето мислење, тоа е дел момент кога секој возач погледнува, може во телефонот, може некој патник нешто го прашува, се поклопиле поише работи во тој момент и тоа станало кобно. Изгубил контрола на десно, па се обидел да го извлече автобусот, побегнал лево и едноставно тоа све така се случило. Сега, зошто се запалила нафтата? Ја во моето искуство имам видено два такви случаи, потпуно исти. Тој автобус има два резервара напред предната осовина. Тие два резервара се поврзани со една цевка од прилика 350. При тој удар таа цевка се корне, се кине. И тој автобус сигурно имал 300 до 400 литри гориво во тој момент. Тоа цело гориво истекло на. Не сум експерт за пожари, меѓутоа, тоа што сум го видел претходно во двата случаи, нафтата не се запалила во тие искри. И да се запалила толку брзо, да го запали возилото, така да буфне, недостасува некој, како да кажем, некоја иницијална капсула тоа да го направи. Катализатор, сакаш да кажеш. Катализатор, да го убрза сето тоа. Повторувам, не сум експерт, може грешам. Не е важно. Сум видел... Кога би шпекулирале, што може така? Не можете да шпекулирате, добро. Да, не би сакал тоа да го потврдам, меѓутоа исти случај сум видел такво нешто, сум стигнал минута после случајот, исто ја јавна листата оград автобус, река нафта течело доле, никому ништо. Тоа околу тоа како настанал пожарот.
тие сега муабети за тој извод на лиценца, тоа е чиста мачкање очи. Не, луѓето не знаат. Јас слушам и министерот и новинари немаат појма тоа што е. Тоа е формалност, тоа е проформа, како да кажем. Тој извод од лиценца не чини пари воопшто. Само нема врска со технички преглед. Тоа све поминал автобусот. Зашто не ја извадил? Не знам. Не го кошта ништо превозникот тоа. И тие само за тоа се збори, немало лиценца и никој на граница кој ќе излезе од Македонија тоа не го бара ни една држава. Значи тоа е као локален документ наш. Ова е доста интересно. Никој никаде не ви го бара во ни една земја. Кој ќе излеземе од држава, а меѓутоа на излез од Македонија, јас не можам да замислам да излезам со автобусот без извод од лиценца и без сертификат за меѓународен пасаж. Обавезно ми го бара цариникот, го внесува во компјутер, после излегуваш. Како излегувале? Не знам. Меѓутоа тоа со безбедноста и приказните како возилата стигнале до тамо, не знам до каде стигнал, готово завршувате во наша држава. Се бара само. Тоа е доказ дека возилото е внесено во лиценцата на фирмата. Но едно можеме да се сложиме, како и сите гледачи до сега, дека имало нешто што толку многу силно и брзо изгорело, задушило и изгорело толку многу патници, дека тоа нафта не може да биде. Тоа е повторно мое неекспертско мислење. Не само ваше. А што се случувало после? Зашто не отвориле вратата, например? Вратата од ударот сигурно е свиткани се некои профили и затоа не можеле да отворат. Настанала паника. Вика да се скрши стакло. Моментално станала темница, се искинале кабелови. Почнал дим да влегува, паника. И тие стакла на автобусите не се кршат така лесно. Така, треба специјален железен чекан за да се скрши. Има автобусот тие чекани на секој ступи обележено е, меѓутоа тоа јас ќе го направам како или некој што многу често патува. Меѓутоа тие фамилиарни патници верувам дека ги фатило паника, спиеле, влегол димот, а веруете дека не е тоа, чукни го и ќе се скрши стакло. Јас сум кршил стакло на автобус од други причини, не од сообраќајна незгода, па сум имал мака, не многу удирање требало. Дали се обидувале да го кршат, не знам, стварно не знам што. Уште еднаш сочувство за вашиот пријател, сочувство за сите загинати и сочувство до нивните семејства. Господ нека им даде утеха. Страшна трагедија. Ја ви благодарам на сите вас вечерва што земавте учество. На некој начин, споделувајќи ја болката, си помагаме едни на други, но од друга страна правиме јавен притисок да ова не се забошоти, да се оди до крај, затоа што овдека навистина има прашања на кои не добивме релевантни одговори. Ви благодарам за вашето внимание, почитувани гледачи. Лека ноќ и пријатно.